Драги македонци, малку сме, али што да правиме? Мнозинството се коти, се умножива, тероризира. Прашањето за Македонија е многу посериозно, отколку што изгледа не само за нас, ами за целиот свет. И ние не можеме сами да го решиме. Светот, тоа се македонците во светот, тоа е диаспората што многу сериозно се зафаќа и на разни начини помага. А што правиме ние? Мислам дека веќе 2,5 повеќе години ги викаме председател на собрание, го викаме премиер. Тоа се нерезистентни, тоа се луѓе кои што и се представители на таква нечуена хунта што во ниедна друга држава, освен мислам во Украина што направија краткотрajни големи штети, тоа не го прават како што го прават во Македонија. Државата, законите, името, културата, книгите, писмото, историјата, се што сме создале, се што светот го признава, што цел свет го користел, одеднаш го губиме на еден брутален начин, го губиме секојдневно, го губиме на некој невидлив начин, али откако завршија со тортура, ги изедоја, ги украдоја, излажија, каде се бюджетите, каде се фондовите, каде е државната резерва, се послужуваат како со своје, а тоа е лебот на народот. Не можеме воопшто да ги спречиме, не само тоа што лажат, крадат, клеветат, дојде време кога го делат мажот од жената, децата од родителите, од пријателите, од борците, од партиите. Со тоа што со владите ги протиставуваат, посебно ги клеветат и така нетрпеливоста расте да се ние ништиме сами меѓу себе како македонци. И тоа е најстрашното, тоа е нажалосното. И ги губиме границите, ги губиме установите, ги губиме луѓето, народот, партиите, секој водач е ставен на тапет, му се измислуваат разни некои грешки, тоа се бранителите, тоа се најтешко осудените, како да убиле, а тие што секој ден убиваат, тоа што секој ден ги немаме луѓето, тоа што протестираја година по година за едно девојче кое што почина тешко болно. Ние за еден месец изгубивме 50 девина. Ние сега изгубивме 20 луѓе од еден гриб. Ние ги губиме младите луѓе не само во Смилковското езеро, ние ги губиме деца